Стадион, емисија за вашата вистина. Суат Мисини, аналитичар, граѓански активист, борец за човекови права. Мисини, доволно ли ова? Или уште консултант, што да пишам друго? Француски јазик, наставник, професор, што да додадам друго? Не треба ништо да се додаде. Тоа може стварно да личи онака на акано, ама сите тие работи се конвергентни, ама нема потреба да ги набројуваме, така што ќе се покажат низ на дебата сите аспекти. Порано беше многу поприсутен во медиумите. Како да имаше, јас не сум те забележал, може би пред една година едно интервју гледав некаде на 24 вести, како да имаш медиумски пост по долг период. Да не си револтиран од медиумите, предпочиташ повеќе Facebook или на Facebook е наједноставно, Има тука нешто со промена на технологијата, па си направил проценка дека и менталитетот на луѓето е поинаков, дека традиционални медиуми веќе никој не гледа како што се гледаше порано. Си размислувал на оваа тема? Да, секако, не само што сум размислувал, јас имам прилично дефиниран став околу тоа. Значи не се работи за свичот во технолошките можности на артикулирање и така натаму, присутност во јавност. Значи ја во еден период се трнав од медиумите своеволно, не затоа што имав некаков револт према медиумите и така натаму, туку од две конкретни причини. Тоа беше, првата е дека во тоа време некако дефинитивно сватив дека јавниот дискурс почнува да нема ефект врз политиките, врз општеството. Како да се навредуваме, да се вреѓаме? Џабе лаеме. Не само што џабе лаеме, туку властите во континуитет, значи подолго време, некако покажуваат дека не се приемчиви за поразлични мислења и така натаму, што е една вредност во општеството и секоја влада, секоја власт практично би требало ехото од јавноста да го прима со една аналитичка сериозност. Кај нас тоа се сведе на една банална дали си ти за или против, дали ти критикуваш или значи тоа стана навистина бесмислено. Вториот кој што е исто втората конвергентна причина е дека дебатите на медиумите се претворија во арена каде што луѓето почнаа да тежината на аргументите ја искажуваат со насилство, нервоза, со дерење, викање и навредување. И сега дел од новинарите, односно гостите на таквите емисии, некако ја потикнуваа таа технологија на артикулирање на јавни ставови, веројатно затоа што тој некој циркус стануваше по-приемчив за публика, за гледаност и така натаму, меѓутоа не носеше некаква суштина во аргументацијата, во објаснувањето на работите. Крв, нервоза, шоу и се скара. Да, значи ние можеме да не се согласуваме во ништо. Тоа не подразбира дека ние треба дебатата да ја претвориме во циркус затоа што тоа е интересно за некаква публика. Мислам дека луѓето што гостуваат на медиуми, на такви емисии и така натаму имаат одредена општествена одговорност, затоа што треба некои работи да се демистифицираат, да се доловат, да се контрааргументираат и така натаму. Јас од секогаш сум бил гладен за ситуации или луѓе како год, соговорници кои што ќе имаат доволно силни аргументи да ми направат да јас некој мислење сменам. Тоа е богатство. Тоа го исчезна од јавниот простор и сватив дека не треба. Ама ова трансферот на кон социјалните медиуми, бидејќи тоа ме праша, значи јас и претходно бев присутен и на социјалните медиуми и на социјалните медиуми во одредени периоди се случуваше одреден пост како што велиш, но таму е различно во смисла во личниот пристап кон нештата. За мене беше важно да се остави трага. И сега кога ќе прочитам нешто кога ќе ми излезе у меморис од пред 15 години, и ти гледаш дека е релевантно, гледаш дека поминале 15 години не сме мрнале во, не знам, одредена област или како год, значи тоа оставање трага доби некаква вредност која што ја сакам да ја подхранувам, ете така. А можеби тој јавен дискурс што го опиша им одговара с таа кавга
на политичките партии, за да се групираат, да се мобилизираат, знаете, дефинитивно. Кај ги држи во кондиција нивните. И не само тоа, таа крв, нели, символично што ја спомнавме, и таа нервоза што се демонстрира при дебатите во медиумите. Види што му направи, види, добро му рече. Така. Ама тоа е, да речеме, некаква реакција на публиката на која што и фрлаш лепи игри, нели, као што би рекле некои од антиката, за занимација. Ама тоа на политичките елити им одговара, бидејќи ги ја одвлекува, извини на израз, рајата од суштинските теми и од суштинските прашања кои што треба да се дебатираат јавно во општеството. Мислени, сочувство за сопругата, после нејзината смрт, како семејство донесовте одлука куќата да биде престој за ранливи категории. Докаде е таа иницијатива, дали е реализирана или уште е? Прво благодарам. Иницијативата е во тек. Споменеме сопругата. Почнати се значи процедурите во општина, значи треба таа административна работа да се заврши, дозволи, треба рехабилитација. Кога сакаш да дадеш има проблем. Да, апсолутно. Ние сега поминуваме низ тие класични чекори, значи геодетски елаборати, процедури, дозволи и така натаму, и тоа ќе потрае. Ние имавме иницијатива за некој, не иницијатива, туку амбиција, за некои 6-7 месеци тоа да го ставиме во функција. Ако не најдеме некакво, мислам дека би требало да можеме да најдеме некакво разбирање со општинските власти, околу целата кауза, да речем, целата мисија, мислам дека ќе биде возможно да сето тоа го изведеме за некои 6-7 месеци. Ако одиме по класичните административни лавиринти, не сум сигурен дека ќе стасаме, меѓутоа ќе тераме што треба, колку треба. Која е идејата, концептот? Како шелтер, центар да биде? Вака, значи, ние не сакаме многу да го тоа, како да речам, маркетинизираме, затоа што заради самата социјална димензија на целата работа, ние не сакаме од тоа сега да правиме не знам каква приказна, сакаме едноставно понизно тоа да си го тераме во меморија на она на што мојата сопруга цел живот го посвети. Практично ние сакаме на деца од загрозени социјални групи да им овозможиме шелтер ли е, престој ли е, обуки најразлични, воспитни, еколошки, финансиска едукација. Сакаме од тие луѓе да направиме, да се обидеме да направиме луѓе кои што утре ќе бидат независни, кои што ќе бидат самостални и така. Да им овозможите шанса за ако ништо друго, деца кои што никогаш не виделе некаков одмор или било што, значи да може да поминат некое време во симбиоза со други, дали врсници или слично млади и така натаму. Значи да им овозможиме еден слободен простор кај што нема да бидат во стега, кај што ќе бидат слободни и така натаму. Значи имаме и искуство, лично секакво, и јас и синот имаме капацитети да ангажираме и други луѓе кои што можат тука да се појават на најразлични теми и така натаму. Оној друг аспект за кој што не сакам да зборувам заради самата природа на нештата е, таму во таа некоја објава беше спомнато, не знам, семејно насилство и така натаму. Од таа причина и не ми ни било згодно да кажувам каде е тој имот и така натаму, затоа што тоа треба да подразбира некаква безбедност. Меѓутоа децата, значи без родители и од едно родителски семејства ќе ни бидат главниот фокус и со тоа што ни се случи оваа семејна трагедија, тотално мене ми ја дерутираше таа некоја тој некој план во животот. Сега имам сосема други, немам амбиции некакви за не знам што, како што да речеме имав порано. Сега ми е битно да ми простиш на изразот, да служам. Многу голем дел од твојата биографија, која се пишува, зафаќа работата со полицијата. Малтретирање, тортура,
човекови права. Постојано се пишува извешти и имаше една парадоксална ситуација. Кога се во опозиција партиите, секојаш беа другари со вас и ги поддржуваат извешти. Кога доаѓа на власт, им бевте непријатели. Има тука една интересна работа. Се поправили нешто, тоа или само насловот, полиција, или се си остана милиција, како времето на социјализмот во Македонија. Тоа е една каста која што самата се штити, сама по себе живее. Многу работи кои што им се случуваат на полицајците или ги прават полицајците, по некоја солидарност не ги ни пишува во билтените. Од тој аспект, да, кога се на власт партиите, тие поинак не доживували како непријатели и така натаму, ние никогаш не сме се доживувале така визави државата, значи државниот интерес бил наш интерес исто така. Во тој период, значи, особено фокусот ни беше внатрешната контрола, значи оделот за внатрешна контрола и професионални стандарди, како тоа се нарекува. Да се одвие од полицијата, вака кадијат те тужи, кадијат те суди. Во тоа време на вистина имаше сериозен обид тоа да се направи и дури, мислам дека опсе помогна тогаш, се донесе една госпоѓа од Британија, која што беше полициски омбудсман, така се викаше таа функција, значи, која што покриваше и Северна Ирска и принципот на омерта, кој што го спомнаш ти, значи она штитење меѓусебно и така натаму. Значи, она беше во Скопје тука и бевме собрани многу, значи, да речам, играчи во тие процеси. Она објаснуваше дека 2-3 години им требало да им доловат на полицајците дека они им се пријатели, дека омертата среднорочно и долгорочно е штетна, дека штетите кои што се продуцираат на секого му доаѓаат на глава. И тоа го покажуваше низ конкретни примери. Меѓутоа, таа продуцираше, значи, фасцинантни резултати и статистички и секакви други. После 3 години, како почнал тој процес и како се трансформира и внатрешната контрола и така натаму со нивното МВР. Ама ова е, многу ми е драго што го спомна, затоа што луѓе не го знаат како детал. Клучна приказна таму беше одвојувањето на внатрешна контрола од рамките на МВР. И нашата амбиција тука во тие години беше да го произведеме тоа. И покрај тоа што имаше, да речеме, некаква декларативна подготвеност или свест во кај, значи, високите инстанции на МВР, тоа никогаш не се случи. Затоа што, еве, до ден денеска ние не можеме да доживееме, да дочекаме некое водство кое што би сакало да се откаже од моќта која што ја подразбира и ја овозможува практично таа институција, односно полицијата. Сега, кога велам да ја цивилизираме полицијата, односно да ја граѓанизираме, да. Граѓанизираме, имено, една полиција е најефикасна и со најмногу смисла на постоење е кога таа е најголемиот заштитник на човековите права во државата. Возможно не е тоа. Да, возможно е. Треба политичка волја и треба еден владеачки апарат, дали е партија или коалиција или што год, кој што го разбира принципот на, тоа го викаме rights-based approach, значи пристап заснован на права. Значи, вие сте држава, вие сте институција, вие имате само една функција во животот, а тоа е да го овозможите она што го пишува во Уставот, за тоа примате плата. Таа димензија, така представена, вака просто звучи, меѓутоа кога ќе замислите пред избори, пишувате изборна програма. Да. И велите, ние во предизборна кампања ќе понудиме концепти, техники, политики, законски, секакви други кадровски решенија, кои што ќе се бават само со две работи. Оживотворување на уставните принципи, кои што ги гарантира државата, затоа постои. Да, така. И второ, дека целокупниот развој на една држава зависи од тоа. Значи, без почитување на човековите права, вие немате ништо, немате економија, немате дури ни екологија. Значи,
во новите категории на човекови права ви влегува заштитата на животната средина. И сега луѓе од институции ќе речат, ние додека стасаме до таму, не. Немате вие кај да стасувате. Вие имате уставна обврска да ги обезбедите тие работи. И јас објавив податок пред, можеби има 15 години, помалку од 15 години, ама не. Светска банка правеше една сериозна анализа на ниво на Македонија. Не излагам од темата, него сакам само да посочам еден многу конкретен, јасен пример, кој што ни една власт до сега не го зема во смисла да и послужи за стратеджајзинг, значи да се ориентира со политиките према иднината непосредна. Светска банка објави ваков резултат тогаш. Ваков податок, $250 милиони кошта на годишно ниво во Македонија третирањето на медицинските последици од загадувањето. Сега, кога таа бројка ќе ја споредите со буџетот на здравство во Македонија, и сега кога тоа ќе го екстраполирате во 2026 година, значи не треба човек да биде нити Нострадамус, нити Ајнштейн да свати дека ние 75% најмалце од буџетот ни гори. Значи не испарува за третирање на последици. Во меѓувреме никој не се најде да направи, или можеби се најде некој, имало такви обиди од граѓанскиот сектор и така натаму. Јас зборам за отсуство на државна политика, на државна анализа, што ќе ви каже дека или проценка или некаква попрецизна слика. Толку мозочни удари, толку срцеви удари, толку артеросклероза, толку ваму таму се резултат на загадување. Вие добивате сосема една нова димензија и нова диоптрија на гледање на таа работа. И после превентивно. И дебатите за тоа дали ние треба да дозволиме увоз на ѓубре, не знам какво вакво отровно радиоактивно, не знам што, па тоа да се гори кај нас. Па чекај да видиме, ако тоа не се увезува, тогаш се шверцува. Затоа ви треба полиција која што е rights-based approach, која што треба да биде свесна дека ако некој таму, кој што е поврзан со некакви структури, има моќ да овозможи внес во Македонија на таков тип на отпад, кој што вам ви прави ршум и во здравјето на луѓе, тоа се, знаете како? Тоа не се само бројки статистики, тоа се семејства, тоа се судбини човечки, тоа се кариери прекинати во најпродуктивен момент од животот. Тоа е една тешка катастрофа. Значи, последиците од тоа се немерливи. Мислам, има една, се надврземе тука на човековите права. Последните неколку години, со доаѓањето на Трамп, суверенисти, многу чудни ситуации за мене. Еве, јас инсистирам на тие човекови права, ама поради некоја криза, поради некои војни, поради ресурси, енергенси и така натаму, многу малку име гајле за човековите права. Европа се уште е некој исклучок. Тие суверенистите под закрила на сигурност, безбедност, сечат. Имаме две различни сега. Таа воук култура, таа одеше во целосна слобода, целосна либерализација. Сега имаме сосема поинакво. И тоа треба да те нервира, мене ме нервира. Тој суверенизам, тоа е само лажна да си го заштитиме суверенитетот, тоа е како да го кажам, лажна исприка, лажен изговор за да воспоставиш диктатура, режим. Многу ми е драго што го отвараш ова прашање. Тоа е едно од еден професор велеше вака, вика Трамп го сака најмногу тие кои што под суверенизам подразбираат никој да не им се меша во тоа што го прават и дека суверенизам значи јас ќе си правам што сакам, ти не ме чепи. Да дерогираш устав, да дерогираш закони, да дерогираш процедури, да се мешаш во други власти, нели, уставната распределба е, имаш судска, извршна, законодавна власт. Велам, драго ми е што го отвараш ова од неколку причини. Ова прашање прво е класично, значи evergreen. Бидејќи историјата е циклична, се повторува од време на време и ние ништо ново не гледаме освен во ваката во праксата. Но друга причина зашто е многу битно ова што го отвараш е што
сериозна дебата на ова прашање отсуство во Македонија. Мене многу, не дека ме нервира, многу ми недостасува. Зошто? За да ги расчистиме сваќањата и разбирањата што е суверенизам, кои се рамките на суверенизмот и што луѓето подразбираат под тоа. Ова што го опиша ти со Трамп и така натаму, тоа е едно разбирање кое што е прво крајно популистичко, е многу, како да речам, кусогледо и е неточно. Добро, се повикуваат на традиција, семејство, да се вратиме на корените. Сето тоа е во ред. Сето тоа е во ред. Но оние кои што денеска се пропагираат, се представуваат, се промовираат како суверенисти, воглавном под тоа подразбираат не мешање од надвор во политиките и така натаму на една држава. Ние сме суверени, не сакаме Европска Унија, не сакаме меѓународни стандарди и така натаму и така натаму. И сега баш, вчера завчера беше денот на полицијата. Да, седиме, да. И јас секоја година го честитам денот на полицијата. Во тоа време кога работевме со полиција, со внатрешна контрола и така натаму, ние објавивме една джепна книга за полиција. И ја објавивме во тираж секој полицаец да се има таа книга во джеп. Како прирашник, како... Да, джепна книга со стандарди. Оригинално, таа публикација е публикација на Обединетите нации. И ние, прво, ја преведовме, меѓутоа што направивме? Бидејќи секогаш нашите изданија биле, како да речам, уникатни со посебен пристап и така натаму, ние направивме посебна анализа. Види, значи, ние практично го донесовме Страсбур во Македонија. Од 1997 година, кога Македонија ратификуваше Европска конвенција за човекови права, ние почнавме да обучуваме адвокати и суди и така натаму, омбудсманот, што е Европската конвенција, што е судот, како тоа функционира и се. И отпорите на кои што во фелата наидувавме, особено во судската фела, беше што ни раскажуваш ти на нас за тие некои таму ТРР, ние си имаме наши закони, наш устав. Тоа е едно сега вака вулгарно да се изразам од денешна диоптрија, суверенистичко гледање на работите, кое што е правно фалично и неуко. Зошто? Вие имате уставна категорија, која што вели дека се што парламентот на Републиката ратификувал е дел од националното законодавство. И вие не можете со друг закон да го измените, ниту да го дерогирате. Во преводот е многу едноставен. Европска конвенција за човекови права треба да се третира како национален закон. И на неа можам на нејзините одредби можам да се повикам во национална процедура, на домашно ниво. Сега, затоа требаше да ги тренираме и судиите и така натаму, за некои, видите, тоа е во правото, како да речам, фундамент, тоа е основа. Тоа треба да се подразбира. Друг пример на иста тема. Југославија беше една од тие кои што во некои други времења учествуваше во креирањето на меѓународните стандарди на Обединети нации, на пример. Не само што беше потписник, него беше ко-креатор. И тоа беше една голема гордост на таа некоја држава. И сега, кога се случи дисолуцијата на таа држава, Македонија со декларација рече тоа што Југославија го има ратификувано, ние го превземаме со сукцесија. Конвенција против тортура, пример. Да. И сега, на времето ни кажува што се вие на нас тука конвенција против тортура, тоа си е таму нешто, ние си имаме наши закони. Не. Конвенцијата против тортура е национален инструмент и тоа е уставна категорија. И сега ова брошурка што спомнав е одличен пример за тоа. Ние направивме анализа на националното законодавство на тема стандардите во работата на полицијата. Значи тоа е тоа е джепна издание, ама е прилично богата со сите живи стандарди. И ние секаде каде што се спомнува стандард на Обединетите нации за полиција, ставаме фуснота и велиме закон за МВР, член тој став тој, истиот стандард. Со тоа ја демистифициравме таа правна небулоза дека не остаи тити меѓународни стандарди,
Имаме ние наше законодавство. Супер, драго ми е. Еве го нашето законодавство истото го кажува. Бидејќи нашето законодавство не паднало од Марс. Нашето законодавство во принцип, во тие некои фундаментални работи, особено врзано со човекови права, е прилично сообразено со меѓународните стандарди. Друго 20 што правиме ние у пракса. Во Женевските конвенции и во конвенцијата против тортура и така натаму, но и во нашиот устав имате уставна категорија, која што, например, вели дека постојат права кои што не можат да се дерогираат ниту во време на војна. Сега, комотно е во време на војна вие да екзекутирате некој вонцуски, пошто немате време да се бавите со некој затвореник. Намерно одам во екстремен пример. Ние, да речеме, сме добиле случаеви пред судот во Страсбур против Македонија за тортура, за извршена тортура. И сега, ајде да видиме дали сме ние непријатели на државата како што некои не означува, или сме ние пријатели на државата затоа што, извини на израз, ја се обидуваме да ставиме на вистински пат. Го правите тоа што треба државата да го прави. Така, значи, на страна од фондовите и така натаму, тоа што ти го нарече охрабрување и така натаму, нам најмногу ни треба охрабрување од државните институции. Бидејќи тие треба да ни покажат како тоа се спроведува во дело. Ничие право, значи, дури ни во војна вие немате право никого да тортурирате. Ние, да речеме, во семинари кога сме правеле на времето, тоа е на моја стара љубов, преговори и така натаму, имавме, да речеме, го имавме Бил Клинтон, не дечкото на на Левенски, туку така се викаше човекот, тој беше директор на обезбедувањето на Обединетите нации во Женева. Тој дојде во Скопје и ние имавме, да речеме, симулација на заложничка криза. Тоа беше еден фасцинантен настан, значи луѓето што беа на семинарот беа онака, значи вие имате сценарио и така натаму, имате сценарио од типот откривате дека е поставена бомба во универзална сала 15 минути пред концерт, таму има веќе 2000 луѓе, вие сте го фатиле човекот. Човекот не ви кажува кај е бомбата. И сега, дали ќе му сечете глава, дали ќе го тортурирате, дали што. Значи, повторно, намерно давам еден екстремен пример. Конјунктурата вели дека вие треба ноктите да му ги искорнете за да спасите 2000 луѓе, пошто немате време да ги евакуирате. Стандардите велат дека не смеете да го тортурирате. Сега, не мора во секојдневниот живот да се случуваат такви екстремни примери, за да ние применуваме принципи на Уставот на Република Македонија. Еве, не мора тоа да се нарече Конвенција против тортура на Обединетите нации. Тоа е уставна категорија. Сакам да кажам, оваа дебата отсуствува за да на луѓето им се расчисти. Ја велам, немам проблем, семени вредности и така натаму. Ние имаме и прилично наталожени трауми од претходно. Ние имаме една сериозна траума која што денеска воскреснува и која што јас не можам да најдам соодветни соговорници од аспект на conflict prevention. Ние имаме денеска за скриени за суверенистички и тако дале принципи, за кои што ја љубам да дебатирам, тенденции кои што ја враќаат Македонија пред 2001. Ние сме во прилично опасна зона. Мислиш на рамковниот договор? Меѓу другото. И сега ние кога велиме рамковен договор, ние требаше одамна да ја избациме таа синтагма од употреба јазично. Да, тоа е веќе устав, да. Е така. Ама тоа треба да се договориме дека тоа така треба да го правиме. Не велам ја дали е тоа исправно и така натаму, ако не е исправно, еве ќе го смениме уставот. Поентата е на каде оди државата. Меѓутоа, сето ова, сакам со ова да поентирам во овој дел. Зошто мислам дека е опасно во овој момент тоа како тенденција? Ние повторно отвараме една суштинска тема, односно, не ја отвараме, само се навестува и така натаму, сегашната владеачка структура тацитно, односно прекјутно, спроведува политики кои што се на линија на тие некои ставови кои што во одредени медиуми, одредени луѓе, кои што имаат некаков рич во јавноста, отворено го кажуваат. Суштинското прашање е
кому припаѓа оваа држава, чива е оваа држава. Значи, ние се враќаме назад со едно такво суштинско прашање за кое што мислевме дека сме го решиле. Наместо граѓански се враќа етничкиот ексклузивитет. Меѓу другото, ама кога вие го враќате етничкиот ексклузивитет, суштината во овој контекст што ти го отвори многу со право е кој е суверенот во оваа држава. Значи, кој има право да биде суверен во оваа држава. Ова се конструкцијски теми, прашања кои што не смеат да бидат оставени така да пливаат, бидејќи создаваат една генерална нервоза во општеството и создаваат еден анимозитет. Пазете, вие имате сега нови генерации на млади луѓе кои што не само што немаат појма од контекстите на Македонија во рамките на СФРЈ, како некои политички работи биле конструктивски решавани. Тие што се родени после 2001, например, сега има 25 години. Новите не знаат ни во 90-тите години што се случувало. Вие имате еден катастрофален момент. Сега, скоро слушав некои луѓе, викаат, ние сакаме граѓански устав. Значи да не се спомнуваат овие народиве и така натаму и така натаму. Но тоа е во еден друг контекст, бидејќи граѓанска држава значи едно, а контекстот во кој они тоа го употребуваат значи етничкиот, односно суверенистичкиот принцип. Сега, новиве генерации кои што се спремни за тепачка, извини вака на речник, не знаат што е крв, не знаат што е бомба, не знаат што ја коштало оваа држава од аспект на иднина, развој и така натаму. Делот со тоа што ние у некои години потрошивме некои години да санираме базични работи. И сега, во тој контекст, никој не знае дека во Охрид на 13 август беше испреговарана преамбула која што велеше дека Република Македонија е држава на граѓаните на Република Македонија. Значи, суверенитетот произлегува од државјанството. И сега, никој не се сеќава, некои не сакаа да се сеќава, дека после тоа, 3 месеци имаше сериозни демонстрации на улица. Тоа Стојан Најдов, сега покоен најдобро го знае, и некои други луѓе. Затоа што тогаш некои структури излегоа дека не може таква преамбула да има, каде што е избришан македонскиот народ. И македонската црква беше исто тоа. Така. И сега, што се случи? После 3 месеци се донесе друг текст, друга формулација на... Кој се врати македонскиот народ и другите делови од народ. Сега мораш да ги убациш и другите. Па се направи некоја хермафродитска... Така, ама тоа е прашање на некаков консензус за да вие затворите одредено прашање и да не ве оптеретува за понатаму. Дефиницијата на малцинства, која што постоеше претходно, веќе не беше прифатлива, бидејќи таа подразбираше и отсуство на суверенитет и подразбираше нееднаквост во одредени сфери во општеството. И затоа ја измислија тоа е некаква хермафродитска, ама беше функционално решение во тој момент. Делови од народи на едните го подразбираат тоа малцинство помеѓу народи, а другите народи се сепак, макар што и тоа е една работа е кој како ја ги подразбира, друго е за некој работи е фартично за властите делови од кој народ. Народ има држава тие. Затоа велам, сето тоа требаше да ја олабави атмосферата, а не после 25 години ние да се навраќаме на конструкцијските ти разбирам, поентата многу интересна. Затоа потенцирам дека отсуствува дебата на овие клучни теми кои што ти со многу право ги отвараш, за да се демистифицираат нештата. Многу интересна поента кажа, значи, тоа е во Европа и во светот случај, додека се живи генерациите кои што имаат меморија од војни. Војнат потешко и од страдање. Така е, апсолутно. Штом замина тие генерации, тоа што го кажа, спремни се за тепачка, они. И тие се поподатливи за манипулација од типот како што спомна Трамп, ваму таму ово она, а на нив им недостасува граѓанско образование, да не речам граѓанска свест за тоа што е правен поредок, што е устав, кои се уставни вредности. Вие имате наслов во уставот од член 8 натаму фундаментални вредности во Република Македонија.
И во набројувањето од член 8 натаму на таа глава, првата вредност е заштита и промоција на човековите права. Дали демократијата, како што велат многу интелектуалци, кои ќе ги прашат од војната во Иран, Русија, кризата економска, енергетска и така натаму, кој е најголем губитник? И сега сите мислат на Иран, Америка, Русија, Украина, Европска унија, Кина. Интелектуалците во најголем број од нивните дебати одговараат демократијата. Мислам дека тоа веќе неколку пати го споменавме низ призмата на човековите права. Демократијата почнува да станува доживување на одредена технологија на политичко функционирање, блиска на тоа како Сократ ја гледал, ја доживувал. Сократ бил против демократија, пошто знаете како е да решаваат. Не може со просто мнозинство да... Значи, тоа станува се поактуелно, затоа што на вистина има одредени реминисценции, таквото доживување на демократијата, кој што е систем, ние не сме измислили подобар, тоа е маката. Но за мене најголем губитник е тежнението, да не речам сонот, за меѓународен правен поредок, во кој што ние, некои луѓе кои што животите ги посветија на тоа, секоја втора изјава на државниците, и германците, и французите велат толку меѓународно право не постои. Низ примерот на Украина, низ примерот на Иран, низ многу други примери, и важи само принципот на снага, на сила. Принципот на снага што ги беше... мотивира да влежуваат се повеќе и повеќе во војска, во воена опрема. За мене тоа е принципот на снага, самоубиствено. Така е. Принципот на снага бил од секогаш латентно и не само латентно присутен. Вие имате 5 членки на Совет за безбедност со право на вето. И случајно тоа се најмокните држави во свет. Значи, силата од секогаш била присутна. Но стремежот на луѓето, на државите во светот да има одредена цивилизацијска суштина, содржина околу која што ќе орбитира тој некој меѓународен правен поредок или меѓународно право за човекови права. Ама не само да орбитира, туку и да се применува и така натаму, е за мене најбитната цивилизацијска најбитниот цивилизацијски стремеж, бидејќи без тоа го имате ова што е денеска. И така натаму. Бескрајни страдања на луѓе, бескрајни губење животи, бегалци со милиони страдања, директно или индиректно, и други држави кои што немаат врска со конфликти се засегнати и Македонија била засегната од такви работи. Вие знаете што се случуваше 2015, милион луѓе поминаа низ оваа територија. И ние се боревме у тоа време тоа да биде на еден цивилизиран начин. Фокус мигрантите, ама мигрантите веќе никој не ги множи. Ама не, нешто друго. Значи, имавте штрајк со глас за мигрантите. Како сега се чувствуваш во Европа, кај Трамп доминира антимигрантскиот став? Во криза, значи, кога работите се потресени во суштина, во криза се гледа степенот на цивилизираност. Во таа 2015, кога јас почнав јас го нарекувам тоа граѓански акт, некои ме обвинија дека сум ја про-терористички и такви глупости нема везе. Значи, поентата беше, јас сум многу среќен како тоа заврши. Значи, моите 3 барања од штрајкот на крај се реализираа. Значи, во собрание се донесоа измени ваму таму и се пристапи преку еден цивилизиран, законски уреден начин да се проследи таа криза, бидејќи вие имате едно правило кое што е фундаментално. А тоа е дека степенот на демократичност или степенот на цивилизираност, почитување на човекови права во една држава се гледа преку односот на таа држава према најслабите. Сега, кои се најслабите во Македонија? Ромите и бегалците. Така? Тие се најслабите. И сега, односот на државата према тие две категории го покажува
ја покажува вашата правна, цивилизацијска, демократска maturity, како се вика, полнолетност, еве да речем. Бидејќи, ова не е поезија, ја што го кажам. Бидејќи во дадени моменти на криза, во моменти кога се деградираат стандардите и така на како што е тоа денес случај на секаде во свет, или речи си на секаде, односот према најслабите почнува да се реперкуира и према помалку најслабите. Па имате проблем, значи имате неказнивост толку години на тема семејно насилство. При етаблирани процедури во такви ситуации, ние имаме, знаете више какви, годишни статистики на ситуации каде што воглавном жените, многу поретко мажите, се жртви на убиство, фемицид и така натаму. А правната рамка постои на хартија. Ама бидејќи се деградирани стандардите, и ова е помалце битно, или ова е наш човек, или ова е што год. И сега јавноста се скандализира, меѓутоа коренот на сите тие проблеми е дека ние кога сме можеле, кога биле порелаксирани односите во општеството, во државата, сме требале и оние најслабите да ги третираме како што треба. Обратното е ова. Прво ќе настрадаат жените во семејно насилство, па ќе настрадаат луѓето со разни, не знам, административни, процедурални, центар за социјални работи, процедури со деца, имате монструозни кои што се случуваат. Работниците и така натаму. Значи, после тоа нема крај. И како што велеше еден во Втората светска војна еден поет кој што вели прво дојдоа по овие, па дојдоа не, и после дојдоа по мене. И немаше кој да каже било што за мене. Затоа е многу важно таа демократска полнолетност да се гради постојано и таму кај што е најтемко. Ако сега излезеш и протестираш пак штрајк со глас за мигранти, ќе те прогласат за луд сега, низ призма на дебатата за Британија дали ќе дојдат кај нас, дали е потпишан договор за пари, па дали не е потпишан. Британците си ги задржуваат оние што им се квалитетни, дури и тие кои што беа најлиберални, како со тие политики, чудни работи се случуваат. Стармер, например, донесе акти кои што никогаш не ги личише лабористите. Тоа ги личише конзервативците да го направат. Они не го направат, он го прави тоа. Се ограничува фондот кој што треба да го поседува за да добијат престој. Стеги за сите кои што се од страна кои што сакаат да дојдат, да студираат, дали екзистенцијално. Генералниот проблем тука кој што е детектиран од многу порано е дека сега, например, да излезе да речете, па треба тие, ако не ги сака Британија, ние треба да покажеме дека сме тоа е друг тип на застапување. Тоа е друг тип на застапување. Тоа што јас го направив во 2015 беше одговор на конкретна ситуација која што се случуваше во Македонија, каде што Македонија беше на зидот на срамот. Затоа што ние убивавме мигранти, им наплаќавме по 20 евра шише вода, им наплаќавме по 1000 евра точак, лебот не знам колку, и плюс од 5 евра возна карта им ја качевме на 20 евра од Гевгелија до Куманово, како државна компанија за железнички транспорт. Знаете како? Тоа се монструозни работи, кои што вие ги правите на некој кој што не дошол од Кејф, него дошол од Мака. Бидејќи и таму имало цивилизација. Тие луѓе работеле, имале имоти, имале приходи, имале живот, никој не иде пешки во такви услови со мали деца на грб, затоа што му е убаво. А Македонија, да ве подсетам, од пред, не знам, 20 на години, има безвизен режим со Европска Унија. Ние до тој момент имавме визи, не можевме да патуваме. Знаете како ни беа симнати визите? Имаше стандарди кои што требаше да се исполнат. Во 1/3 од тие стандарди ние учествувавме директно. И еве да ви ги кажам, но тоа треба да го знаат луѓето кога пресудуваат за одредени работи. Сакам да кажам дека државата има корист од сите тие нешта. Еве ги трите стандарди. Требаше биометриски документи да продуцираме, така? Заради одредени причини, идентификација на секој и така натаму. Второ, требаше да етаблираме систем на интегрирано гранично управување, нели?
за да не ни бидат порозни границите и така надаму. Значи, ама вие така се идентификувате како држава во која што има ред и поредок. И третото беше Македонија да се стави како држава на така наречената листа на Safe Asylum Countries, односно листа на држави каде што има воспоставена процедура за третирање на баратели на азил. Азилот е меѓународно стандардизирано право и е дел од националното законодавство како уставна категорија, тоа не треба веќе да го потенцирам. Сега, за да вас ве стават на таа листа, вие треба да имате закон за азил. Ние донесовме дури во 2003 година, после 5 години борба. Сулуда, неверојатна, нелогична борба, донесовме прв пат закон за азил. До тогаш ние третиравме баратели на азил, знаете како? Преку 2 члена во закон за движење и престој на странци. Тоа беше срам за државата. Во 2003 донесовме закон, донесовме подзаконски акти, донесовме процедури, интервјуа, кој што, како, право на преведувач и сите тие, право на бесплатна правна помош. После искуството со Груевски, сега политичарите многу по флексибилни ќе бидат за азил. Не, ама сакам да кажам За дека барателите на азил. тие 3 услови ние ги исполнивме и што беше резултат на тоа? Државата добие на друга перцепција надвор. Не само тоа што 2 милиони луѓе почнаа да патуваат без визи, кај сакаат. Што беше огромно растеретување и лично, и психолошко, и професионално, ако сакате, и развојно, и секако. Монструозно е кога вие имате виза некаде, тоа ние го знаеме. Меѓутоа, сакам да кажам дека исполнувањето и практицирањето на стандардите за заштита на човекови права носи директен нето бенефит за цела држава, за целата држава, за целото општество, за сите граѓани внатре. Сега да не образлагам. Вие би му далели на Груевски азил со белешка од Комисија за заштита од дискриминација. На ова прашање не сакам да одговорам кога е поставено вака, бидејќи јас сум прилично убеден и имам страшно многу аргументи, конкретни, правни, дека Груевски има направено криминални дела за кои што требал да одговара. Друго 20 е дека секој има право на заштита ако докаже во одредена држава, кај што нашол уточиште, ако докаже дека он е жртва на политички прогон. Сега, вие можете објективно да докажете дека сте жртва на политички прогон и таа држава веројатно ќе ви даде азил, ќе ви даде заштита. Или можете да имате другари таму, кои што вашите аргументи ќе ги третираат како валидни дека вие сте жртва на политички прогон. Затоа не сакам да го политизирам ова прашање. Ќе се врати или само е политичко чешлење јазик на Целото прашање е прашање на политичка проценка на новото ова што е upcoming водство на Унгарија. Прашање на проценка дали они политички ќе го решаваат ова прашање или ќе го решаваат од аспект на стандарди за човекови права. Бидејќи таму азил добили некои други луѓе од некои други држави, од Полска и така натаму, и сега кога вие ги посматрате како една група на луѓе, може Груевски да биде колатерална штета, а може па и да му погодува тоа со пилјаците, се не знаеме. Се е можно, сега има одредена нервоза затоа што знаете како, Груевски дефинитивно треба да одговара. Но, јас да речеме, лично би бил против новото водство на Унгарија да донесе политичка одлука, да му го укине, да речеме, азилот, да му го одземе, како да речем. Значи, таа одлука на човекови права процедури, таа одлука треба да биде професионална, правничка, од аспект на човекови права одлука. Сега, зошто е прашањево комплицирано? Комплицирано е и заради тоа која е Унгарија версус Македонија. Ние сме во многу аспекти од одамна под окупација на таа држава. Лош, тежок збор е тоа. Имено, значи ги мерам зборовите и сега многу кратко 2 аргументи ќе ви дадам. Значи, државата Унгарија... Се караме тука, не можеме да замислиме бугарска окупација, вие користите унгарска окупација многу. Еве, сега ќе ви кажам. Имаме ние и други и посериозни окупации сега, ама еве, на ниво на... Јас немам ништо, сум бил 100 пати во
во Будимпешта, јас го сакам тој простор, имам пријатели, не, тоа нема врска тоа. Значи, не ми е бајас, не ми е со предрасуди ставот, ама ги мерам зборовите. Таа држава знаеше се за прислушкувањето во Македонија, кое што се одвиваше многу години поред. Имаше и Нивни протест луѓе, така беше. значи нивни луѓе директно беа вовлечени во тие, за мене лично, правнички зборам, за мене лично, тој процес на прислушување и сите тие луѓе кои што учествуваа во тоа, се прашање на врховно предавство на оваа држава. Значи, во некои држави има смртна казна за такви дела. Затоа за мене прислушкувањето на 20 и кусур илјади луѓе и консеквентното малтретирање на многу од нив е прашање на врховно предавство. Унгарското водство знаеше за тоа и директно учествуваше. И германското раководство не е невино во тоа прашање. Но они свесно учествувале во малтретирањето на една суверена држава каква што е Република Македонија. Вториот пример е Груевски. Значи, ние да го направивме истото на Унгарија, ја тоа го нарекувам операција, разузнавачка операција за екстракција на Груевски од Македонија, каде што унгарските служби директно учествуваа. Извлекување. Например, Извлекување, сега така. Орбан да е Сега, ние да го направиме тоа према Унгарија. И особено, не дај Боже да бевме гранични држави една со друга, Унгарија ќе ни објавеше војна. Со право. Бидејќи вие како држава или како државен апарат, тоа не поминало во парламент, не како да речам, не можам целата држава како општество да ја обвинам за тоа. Меѓутоа, државни институции, служби учествувале во тоа активно. Тоа е објавена војна. Меѓутоа, пошто и наши структури учествуваа во истото, да ве подсетам дека на една емисија 11 месеци, тоа беше на една национална телевизија, кај што таму имаше и Горан Михајловски беше таму, имаше и други луѓе, каде што ја 11 месеци пред бегството на Груевски се обидувам да образложам дека ми е страв оти заради интересите вакви или онакви на меѓународната заедница, пак ги мерам зборовите, не дефинирам ја унгарска, германска, заради интересите на меѓународната заедница, кои што на ниво на проценка не мора да бидат абразивни према Македонија, туку можеби сакаат поголем лом да спречат. Ама се плашам дека на едно меѓународно ниво ќе се донесе одлука да Груевски биде спасен. Тоа го имате ден денеска на YouTube, можете да го гледате. 11 месеци пред заминување. 11 месеци пред бегството. Ги замолувам сите да го погледнат, тој има и на мојот приватен YouTube канал и сечоци од тоа, каде што конкретно тоа го кажувам. Ама тоа не е прашање на Нострадамус или не знам што. Значи, вам ви треба аналитика, ви треба длабоко познавање на односите, на контекстите меѓународни, местото на Македонија во тој некој меѓународен контекст или регионален контекст, за да можете на тоа ниво да со полн ризик дека ќе сгрешам во проценката. Меѓутоа, мислам дека веќе тогаш беше, затоа и од таму ми произлегува мене проценките, беше, бидејќи тоа беа некои нервозни години. Да ве подсетам, имаше шарена револуција, па потоа имаше 300 чуда, имаше лом, потоа победникот на тие избори не направи влада, па се направи, да ве подсетам дека многу време пред правењето на владата на СДСМ со ДУИ, после изборите на кои што ВМРО победи, Милошовски во неколку наврати излагаше и велеше, сега парафразирам, берите памет што правите. Демек, за СДСМ, ако направите вие, и тоа се однесуваше и на ДУИ, како предупредување, дека вие ја носите државата на ниво на амбис, ако
наспроти изборната волја на граѓаните направите конструкција која што нема да биде одраз на... Знаете како? Значи луѓето разбираат од напред. Се релативизираше малку. Тука учествуваше и дуи предходно победници со победници. Еве сега во Словенија не е победник Јаншева, можеби Ама ќе успее коалиционо поголем капацитет да покаже. Ама различно е тоа. Затоа што овде ние во сопствената неспособност да ги третираме внатрешните проблеми на еден стамен начин, нас секогаш ни треба некој тутор, ќе речев ментор, ама не е така, него тутор, и онда преку калето некои работи се... Да се изменаџира. Се изменаџира заради, пак ќе речам, не ексклузивно, абразивно заради државата, туку заради спречување на поголеми ломови. Се тестираше себе си, своето тело, дух. Ја предизвикуваше судбината. 45-60 дена. Најстрог пост, дури и со непиење вода. Од друга страна постираш, тоа малку е цинично, наслов од новинарски текст: Македонија станува дебела нација, секој трет ученик е со више килограм. Ние правиме страшен грев према новите генерации. Некритички од конзумеризам, на кој што се оддадовме во последниве децении, и достапноста на продукти, храна и така натаму, кој што се класичен отров, доведоа до тоа да ние имаме деца под 18 години кои што имаат диагностицирано диабет тип 2. И сега видете, тоа е цивилизацијски скандал. Тоа не може да ви се случи. Тоа е неприфатливо. Кога зборуваме за деца, она што е evergreen е дека децата, обично некои деца им се случува, страдаат од диабет тип 1, кој што е автоимуна болест. Значи сосема различно од диабет тип 2. И кога дете или тинејџер има диабет тип 2 диагностицирано, значи, вие нешто треба аларм да вклучите во него. Сите пожарникари, можни 500.000 у државата, треба да се стават во 24 часовна виделност, затоа што вас ви се случува катастрофа. Ние проаѓаме туку така низ тие работи, сега што да правиме. Некои луѓе многу лошо или негативно, пошто го спомнавме штрајкот со глад од 2015, го примија тоа, дури и наши семени пријатели. Значи, таа приказна буди некои духови кај луѓето, меѓутоа буди и некои други дилеми и така натаму, што овој глуми, лаже, не е така ово она, не препознавајќи ја каузата. Да. Тоа е класика. Да, но зашто го спомнувам ова? Значи, во кога беше во 23-та година се случи еден друг штрајк, а тоа е штрајк со ЖЕТ. Тоа е веќе самоубиствено. Тој штрајк со ЖЕТ помина туку така од истиве соображенија кои што ги кажав предходно. И никој не се позанимаваше со каузата. Тој штрајк со ЖЕТ, јас сега не можам да штрајкувам со глад. Пошто сите викаат, овој 3 месеци може да не јаде. И без. Кога ме прашува од медиуми зошто со ЖЕТ, тоа е дека, значи, медицински после 3 дена ти си во опасност. Да, дехидрираш. Јас така се случи тогаш 4 дена штрајкував, последниот ден најавив на прес дека и 5-тиот ден ќе продолжи штрајкот, затоа што некои ветувања кои што тогашниот премиер ги даде, не ги исполни. Добро. Ама каузата што беше? 2 деца, двајца младинци на 18 години починаа затоа што едниот немаше лична карта, фантоми, едниот немаше, фантоми така наречени, едниот немаше извод од матична книга на родени. Што не за неверување во оваа држава, во ова време. Ама знаеш како, многу беше трагична целата приказна затоа што требаше 3 закони да се сменат по 1-2 члена. Значи многу козметички зафат требаше да се направи. Едниот од тие веќе беше направен. Овие другиве 2 беа спремни. Значи текст ова она, значи на таа тема работат одамна и УНХЦР и ОПСЕ и не знам што. Нашата организација, да подсетам, беше 11 години национален имплементинг партнер во правните тие некои димензии
азил и бездржавјанство во Македонија. И тоа е тема на која што ние директно сме работеле. После сите тие години, како што велиш со право, значи тотално е неприфатливо да ти имаш такви ситуации. При подготвен текст, при средени работи, ама ти немаш свест, се навраќам на она претходно што го значи 50.000 луѓе треба под војна готовност, вака извини символично да се стават кога ти се случуваат такви работи. Двете деца имаа метаболички синдром. Ова второво што умре, кој што беше дистрибутер на лице в лице, Патем, што сме го знаеле од улица, сме купувале и така дале, бидејќи така и поддршка давате не само на лице в лице, него и на тие деца кои што таа некоја организација ги собрала од улица, им дава некаква можност, перспектива. Тоа дете беше обезно и тоа дете имаше диабет тип 2. Имаше 18-19 години. И тоа умира затоа што во даден момент вие немате медицински механизам тоа дете да го спасите, медицински механизам поврзан со административен механизам. И сега јавилам не постои како државјанин, како голема документ. Да. И сега ја викам вака, и ја 15 дена однапред, секој ден на мојата фан страна најавував и таму пишував фундаментален принцип, значи број 0, не број 1. Принцип во Уставот на Република Македонија е правото на живот. И сега, ако вие оставите претходната година почина првото дете, таа година почина второто дете, и вие проаѓате туку, умирале луѓе и претходно, ама не ја препознаваш каузата, не ти е битна, тие се најранливи, никој не се застапува за нив, без свест дека утре на секого ќе му дојде на глава, како што му доаѓа. Ние сме имале на клиника човек после интервенција починува затоа што 6.000 денари сопругата негова немало моментот да плати некаков трошок таму. Ова беше во медиуми пред неколку години. Знаете како? Тоа е, затоа го употребувам тој термин, тоа е цивилизацијски скандал. Не треба да се убиеме сите од срам. Тоа што сме го дозволиле. Како помина ова? Сега, навестувајќи 15 дена однапред, секој ден, дека правото на живот, значи, мора да ги впрегнеме сите потенцијали, да не ни се случи ни едно дете веќе не смее да умре на ваков начин или сличен начин во Македонија. Пошто ако тој нема лична карта, тој е дете на оваа држава. Правнички зборувам, не емотивно или романтично или не знам што. Пред се треба човечки. Во ред, ама и правнички зборувам. И сега тој штрајк се случи, имаше респонзивност, морам да признам, од парламентот, мене ме поканија четвртиот ден, јас зборував на комисија таму, имаше една доблест од целокупното таму раководство дека еве чекаме материјали од владата, веднаш ќе ставиме на дневен ред, тоа ќе се изгласа. Тогашниот премиер ја блокираше целата приказна од, за мене, необјасневи мистериозни причини. На крај, четвртиот ден попладне, во камера... Не. Не, 23-та година. 23-та Заев беше. Не беше Заев. Не беше Заев. Ковачевски, добро. Ковачевски беше. И четвртиот ден, кога ја знаев дека јас петиот ден нема да преживеам. Зашто веќе со медиуми зборува во легната состојба. И почнете халуцинации без вода? Не почнав халуцинации, меѓутоа имав други, значи бубрезите имаат своји ефекти, сега да не навлагам во физиолошки детали и така натаму. Ама тежок момент беше тоа. Во камера беше во фабрика во Европа по некаков повод, го прашува новинар што вие ваму таму и тој во камера вели. Во вторник, тоа е четврток, вели во вторник на редовна седница на владата ќе ги донесеме, ќе ги усвоиме измените и веднаш ги праќаме у собрание. И тоа го кажува камера. През службата на собрание излегува и вели ние ова ќе го превземеме веднаш и ми дадоа и јас бев резолутен дека ќе одам до крај. Бидејќи граѓанскиот ангажман е тоа, значи нема глума таму. Да. Тие два јавни настапи мене ми го спасија животот у смисол да јас направам компромис и да речам оке попладнето у 5 сат. Колку може да се издржи тоа? Види, веруваш, некојаш и духовно го правиш, ова е од... Да, тоа веруваш во значи, Господ, религија или нема врска ова со
Обично постот се поврзува со верски празници се. Тоа е дефинитивно духовна дисциплина. Значи тоа не е, значи едно е кога вие правите штрајк од Не зборуваме за овој дел другиот. глад се умира, кога правите пост, тоа е духовна дисциплина. И постот е гладување, не знам се. Тоа е фактички кога го гледаш гладување. Меѓутоа друга е физиолошката конструкција, друга е подготовката ментална. Се е различно. Затоа ја имаме онаа синтагма од глад се умира, од пост се воскреснува. Океј, за ова претходно што го објаснав, многу е важно во однос на сите прашања кои што ги отвори. Велам, многу ми е драго за тоа што се носечки прашања за кои што отсуствува опстојна јавна дебата. Тоа што се случи после тој штрајк, дека на наредниот вторник на редовна седница на владата ништо не се случи. Не се случи нешто. Не. Измените ги донесоа после 2 месеци или 2,5 месеци и тоа, мојот настап во собрание тогаш беше покажете интегритет, вие сте законодавен дом. Не чекајте на материјали од владата, истерајте го како ваша иницијатива. И на крај тоа така се случи после 2,5 месеци. Идеолошката граница меѓу политичките опции е избришана. Значи тоа веќе не постои лево десно, дефинитивно. Радикалната десница ги зема работниците кои што порано им припаѓаат. Ама тоа е утилитарниот пристап што го има денеска и сите се претвориле во некакви популисти. Па, која е главната спортска дисциплина на ВМРО ДПМН денеска? Во своето владење. Интервентно реагирање на се она што може макар грам да му наштети на имиджот на партијата. Па легитимно е за партија, се грижи. Дали е легитимно за партија кога вие се грижите за, ја тоа вака го дефинирам, вие се бавите со продуцирање вести, наместо да се бавите со продуцирање политики. Не, разбирам, меѓутоа Ова како покасно го кажам, не ова се. Не, окей, партиите тоа е веќе факт се грижат пред се за себе, па после тоа за. Ама не може да биде легитимно кога вие главните правни, нормативни, цивилизацијски постулати ги деградирате, ги ставате на страна, а оваа спортска дисциплина ја акцентирате. Зошто велам легитимно ги речи, јас за да ги остварам моите политики мора да се грижам за рейтингот. Оти ако го изгубам рейтингот, ќе нема да бидам во ситуација да ги остварам своите политики кои што се добри, ќе донесат благодет за граѓаните. Да го надградам ова. Не, ама тоа ќе ви рече некој, лесно му е на кралот 20 години и он не зависи од дневното расположение на, он може да превзема ризици. А овој зависи од изборите. Тоа е една од фундаменталните теми денес и секогаш. Еве пак два аспекти у една реченица. А за да не ви фали парче од рейтингот, вие носите финансиски политики со кои што дискриминирате категории на луѓе во општеството, со кои што правите директна штета на буџетот и правите политики кои што имаат неразвојни тенденции и консеквенции. Тоа е едно, а второ, во оваа држава квантен скок во развојот, цивилизацијски и општествен секаков, знаете кога ќе се случи? Кога ќе дојде политичка опција на власт, која што нема да биде заинтересирана по секоја цена да ги добие наредните избори. Сега, ова е многу романтично. Или може да, романтично, ама изводливо е. Треба да го убедува народот во... Вие имате еден фашист, тој е либертаријанец, кој што ја води Аргентина. Да, Миело. Тој ми е мене, јас го посматрам од многу блиску уште од неговата... За посматрање, да. Ама не во таа во медицинска смисла. Тој беше многу интересен за мене уште од времето на изборната кампања. И во мене тоа имаше голема поддршка во некои решенија и политики што ги ветуваше тогаш. Па прва работа што беше од 19 министерства, 9 ги направи. Дори банките нешто правеше, ама тоа е добро. Не, ама концептуално влезено. Ја зашто викам дека една од фундаменталните трагедии во оваа држава дека ние во континуитет имаме крајно ноншалантни влади. Па каде има дека вие за 6 години ви се дуплира буџетот? Притоа сите услуги на државата се деградирани. Нашиот буџет со се буџетски дефицит е 7 милиарди. И сега човек поставува банално прашање, кај идат тие 7 милиарди?
а до пред 6 години биле 3,5. Тогаш беше катастрофа, ама малце беше подобро него денес. А тогаш имаше и повеќе народ. Сега има помалку народ повеќе. Да, ама сега ама сега помалку народ викаат никогаш не била невработеноста волку ниска. Значи гледате каква манипулација е тоа. И тоа се провлекува цело време со години наназад, сите влади го практицираат. Затоа е проблем. Во држава кај што вие имате 1300 агенции. Значи 1300 буквално. Покрај министерства, ово, вие имате агенции за пајажи, за не знам више за што. Немаме појма. Каде што имате вработувања кои што се ван секое рационално процесирање на управување со буџет и така натаму. Каде што имате одливи од буџетот кои што се скандалозни, каде што имате 900 милиони буџет во здравство, и пола од тоа имате Центар за граѓански комуникации, значи има сериозни истражувачи кои што искачаат со сериозни анализи и ви кажуваат дечки вие немате контакт со животот. Да. Затоа е многу важно. Една работа е вие да се грижите за рейтингот. Ама најубава грижа за рейтингот е кога вие на овие со ретки болести ќе менаџирате нивните потреби медицински овакви онакви да бидат задоволени, отколку што ќе им даете 1000 денари на пензионери за да таму 335.000 корисници ви дадат аплауз и ве изгласа на наредните избори. Ние мораме да го расчистиме ова. И ова не се моабети од аспект на политичка опција. Ова се моабети од аспект на владење на право. Европа се повеќе многу луѓе ја доживуваат како далечен сон, па и сакаат 75%, ама не веруваат дека еден ден ќе случи, демек не сакаат. Му се лутиш ли како франкофон на Макрон, што прв уште пред бугарите ни стави сопки на патот кон Брисел? Па после тоа се закачи бугарите и не пуштили. Јас имам поинаков став, дека ние самите се кочиме, ама добро, не е битно. Пред Макрон, да има дебата. Пред Макрон јас со најмалку 2 амбасадори на Франција во Македонија, со кои што традиционално, со овој последиов не се знам, пошто нели повлечен сум нека што друг има се. Најмалку со 2 амбасадори сум влегол во, да не речам во конфликт, во дебата за пристапот што они го имаат кон одредени прашања кои што треба да бидат, како да речам, прашање на репер, а не прашање на конјунктура дневна. Ова го потенцирам затоа што, значи, да подсетам дека пред многу години јас преведов на македонски една книга на Жак Атали. Да, знам кој е Жак Атали. Жак Атали, таа книга се вика Европа, односно Европи, како год, не е важно. Таа книга, тогаш беше тоа сериозен куриозитет. Македонското издание има една страница посебна предговор за македонското издание од авторот. Специјално. Што беше онака, значи изданието доцнеше 3 месеци затоа што вие не можете да дојдете до Жак Атали. Да подсетам, тој беше 10 години советник на председателот Митеран. Жак Атали е идејниот креатор и прв директор на Европска банка за обнова и развој. Тој човек учествувал во пишувањата на устави на еден куп држави таму во бившиот Советски сојуз по распаѓањето на Советски сојуз. Значи, тоа е еден сериозен ерудит, политичар, економист, автор и така натаму. Тој во предговорот за македонското издание во последниот пасус го кажува следново. Тоа го има да се објавено. Јас и се ова е 96-та година, он го пишувал тоа. Знаете кога било 96-та година? Ние тек една година станавме членка на Советна Европа. Вели, јас и се восхитувам на Македонија и незината упорност и така натаму, и го завршува тој пасус со следните зборови. И Македонија заслужува комплетно, целосно место во европското семејство на народи. Сега тоа не го кажа било кој. Така. И тоа не е протоколарно за изданието на мојата книга на некој си јазик таму, тоа има тежина. Зошто го раскажувам ова?
луѓе знаат дека дел од мојата експертиза е евроинтеграција. Јас сум пишувал екстензивно за евроинтеграција и сум учествувал во некакви процеси. Уште еврофундаменталист не те нарекле. Еврофедералист, да. Како еврофедералист и самиот сум се дефинирал. Значи, јас сум за цврста Европска федерација. Затоа не ги сакаш ти суверенистите се. Не. Прашањата на тоа сваќање на суверенизмот ја прави Европа нефункционална како механизам. Да се разбереме. Но, како год, немам ја проблем од тој аспект да дебатирам со суверенисти. Ако ние можеме да дојдеме до заедничка точка што е генералниот интерес. Но, бидејќи суверенистите у принцип мислат дека ние ќе го изгубиме, не ние, било кој, дека ние ќе изгубиме идентитет ако се претопиме у некоја поголема заедница Можеме или да го засилиме систем. идентитетот, добиваш повеќе И простор. сега, знаете како, вие кога влагате во брак, кога давате изјава уматично, вие губите дел од својот суверенитет. Заради една заедничка приказна. Сега, ваму губите валута, затоа што прифаќате заедничка валута заради одредени рационални причини. Ви се бришат границите, не затоа што престанувате да постоите како држава, туку затоа што овозможувате слободен проток на луѓе, стока, роба, капитал и така натаму. Значи, губењата на тие некои аспекти на суверенитетот се за ваша корист. Вие ништо не губите, никој не ви го зима јазикот, никој не ви ја зима границата, ништо. Значи, ваш е бенефитот. Што сакам да кажам, како некој што се дефинирал како еврофедералист, имало периоди кога јас сум велел да ги напуштиме преговорите со Грција. Да. Да. Доаѓал во дилема на сомнеш голем на пред 15 години. разочарување или Не се работи за разочарување. Пак се два аспекти тука. Вториот ќе го кажам бидејќи носечки веднаш по тоа, но првиот е дека пристапот на Европа беше неконзистентна и беше дефинитивно прашање на дневна политика. Нашата трагедија која што се случи во Букурешт 2008, каде што беше завршена работата со приемот на Македонија во НАТО. Значи, ден денеска луѓе се убедени дека Грција не изблокира таму. Грција беше само глумецот, играчот кој што не изблокира таму. Значи, Русија беше главната приказна. И не затоа што инхерентно не мрази, туку затоа што Македонија беше добра алатка да они во тој даден момент, ја можам да аргументирам со кого сакате за ова, да се пресмета со НАТО. И ние не влеговме таму. Од тогаш тргна античката радикализација на Груевски и оддалечувањето. Сакам да речам, јас во ниеден момент не сум бил среќен со неконзистентната политика на Европска Унија, особено на Грција, како некаква замислена колевка на цивилизацијата и така натаму, која што не практицира во пракса тоа што го проповеда. Има тука врска и нашата фантазмагорија со Александар, ама не е важно. Ние бевме безопасни на тоа ниво. И Европската Унија требаше да го има прималната цел во пристапот кон Македонија, а тоа е дека мора да се сочува стабилноста во Македонија. Бидејќи нестабилна Македонија е ризик за целиот регион. И тоа е абсолвирано прашање. Вториот аспект кој што уште поише ме нервирал, значи од Грција уште поише ме нервирала и Бугарија. Јас имам во јавно и напишано и се дека ние не треба да разговараме со Бугарија додека од таму не ни покажат дека се подготвени за преговори. Бидејќи знаете како, преговори тоа исто една, како да речам, една моја субспецијалност, значи вие треба да имате повторно некој компас, некаков репер, некаков светилник околу кој што треба да се изградат заеднички принципи за да се реши одредено прашање. Бугарската страна тоа го немаше. Ама тоа беше најавено, јас пишував за тоа, објавено и во книга го има 2004. Значи Бугарија кога ќе влезе во Европска Унија, тешко нас. И тоа пак не е прашање на Нострадамус. Ама не. Значи погледнете го општеството таму. Значи еден голем дел од луѓето се задоени и тоа се рефлектира после на популизмот кај политичките водства. Јас не верував до крај во ова што го зборуваш, затоа што по тој период имаше една благопријатна ситуација, имаше доближување меѓу Борисов и Заев. Дефинитивно. И после да никој не му се веруваше што се случи за 360 степени. Тоа е прашањето на популизмот. Бугарите има многу
они веќе беа влезени во Европска унија. Значи немаше потреба да го креираат овој Ке конфликт. бугарите не е само популизам, За да- мислам дека е политичка генетика таму повеќе. Како год. Сакам да речам дека бугарите не требаше некои своји проблеми, трауми и недостатоци да ги решаваат врз грбот на Македонија. Не требаше, и што Без се, оглед- Калимеро, што направиме сега? Така, сега доаѓаме на второто што е Францускиот уште предлог. поважно. Велиш дека никој не се запишал на француски јазик, можеби не се запишуваат, не се запишуваат и на други факултети. Не Заради е францускиот прагматично. предлог, Тоа е една голема трагедија за оваа држава, меѓутоа тоа е курентноста на моментот во светот денеска, така да окей. Ова е многу важно. Дали јас сум бил еврофедералист или сум велел баталете ги грците, баталете ги бугарите е една работа. Втората работа е суштината на целата моја професионална мисија сите овие 30 години. А тоа е да ја направиме Европа овде. Дали сме Нели ти личи влегле како ние? флоскула тоа? Самите не можеме. Тоа Покажа- е апсолутно неточно. Значи, тоа е таква манипулација која што не ја прифаќам. Ама и другите, Не ја прифаќам. вака даваш изговор, ескюз им даваш на политичарите и на ВМРО да помане сега. Дај самите да Каков се е средиме. екскузот? Кажете ми една држава, и Бугарија и Романија, која што се средила, и Хрватска, европски прво, пред да ги почне преговорите, да почне да се средува со парите, со фондовите, со притисокот од Брисел. Ај вака. Колку Бугарија се средила после фондовите и влезот во Европска унија? Де факто има развој. Има развој. Но, дали тој развој може да се спореди со развојот на Естонија или Полска во истите констелации од моментот на влегување? Значи, кога правите такви споредбени анализи, вие доаѓате до суштинскиот момент, а тоа е подготвеноста на политичките елити да се завземат за внатрешен генерички инхерентен развој, бидејќи тоа дека ние без европски фондови не можеме ништо да направиме, ќе ви кажам, и јас имам милион аргументи против таа флоскула, против тој изговор. Само еден ќе ви кажам и сосема е доволен. Македонија беше прва која што потпиша договор за стабилизација и асоциација во сред воен конфликт. Пред Хрватска 2 Пред години. Хрватска, така. Така беше? Епа, земите колку европски пари се потрошени од тогаш до денес во Македонија. Еве, ние ден денес не сме членка. Така? Што сме направиле ние со тие пари? Колку од тие пари се Дали ја злоупотребени? сваќате клопката, дали ја сваќаш клопката, замката, Клопката е обратна. мислини дека им даваш за право баш на тие суверенисти. Не, ние самите ќе се средиме, не ни се Не, не, мешајте. не, 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 А не. Европа се меша заради тие Не, причини. сакам да им дадам право на граѓаните кои што треба да инсистираат на дефинирањето на политичките елити како неспособни да изградат општество каде што ние нема да плачеме по секоја цена, да влеземе во Европска унија, кога ние сме тука со Европска унија, ние имаме заеднички договори за милион работи со Европска унија, нам никој не ни бара членство за да ние аплицираме стандарди на Европска унија на национално ниво, никој не ни пречи. Како да го толкуваме? Дека не треба Еве вака, бугарите да ги внесе уште во устав, само тоа што дека не ни гарантира. А кој може да ни гарантира? Само, така е. Во времето на Кум Ставревски имаше една убава дебата за тоа зошто не користите пари од Европска унија, каде што огромен дел се грантови, туку идете и зимате кинески Скапи кредити кредити. ваму таму, кои што се скапи, кои што се никакви, немате гаранција за услуга, ние ден денеска правиме автопат и така натаму. Што е одговорот? Кај европските пари имате мониторинг, па не можете баш така да крадете. И провизии да правите. А ваму самиот кредитор ви остава простор. Сега има услови. Ке земете толку, каматата ви е толку, ке земете наши фирми и така натаму и така натаму. Фактот дека таму не, па вие немате ни една финансиска ревизија на кинескиот кредит. Па кај, на што личи тоа? Кај го има тоа? Еве сега зборувате спротивно тоа, пак ни треба странци, пак ни треба Не. тутор, ментор, мониторинг. Не, ама сите тие луѓе кои што ги спроведуваат Рефлектор. таквите политики, значи никој не е глуп од нив. Се тоа луѓе со докторати, образовани, значи да се разбереме. Едно е вие да имате криминален ум и така да практицирате власт, а друго е вас да ви треба тутор, бидејќи имате одредена ментална инсуфициенција. И сега Зборуваме за воја, нема воја. Во ред, јас не сакам тоа да го гледам дека ние сме инсуфициентни. Не е точно.
Не е точно. Но граѓанското општество е премногу слабо, премногу подводливо, премногу зависно економски, за да може на соодветен начин, сега ги мерам зборовите, за да може на соодветен начин да им покаже, дали на денот на избори, дали на други начини, ало, знаеме дека не сте глупи, имате обврска, не е тоа прчија на дедот и новчаник у джеп 6 милиарди. Во врска со Бугарија и бугарите и уставот, пред 2 години кога го направив, нели, првиот голем консензус да отидам на интервју на Медиум, водителката на телевизијата беше многу вознемирена затоа што тоа интервју беше непосредно после изборите, уште владата беше у формирање и така натаму, и ја бев прилично скептичен околу за ефектите што може така. И се обидував да дадам валидни аргументи, не е тоа никаква емотивна, нити јас не се ни познам со човекот и така натаму. Меѓутоа, сето она што го знам за таа структура и за сето она што се случуваше, односно не се случуваше во таа структура после заминувањето на Груевски, за мене беше од месечина се гледаше кои се капацитетите и така натаму. Дека нема да ги биде. Дека нема да ги биде. А после 2 години ве демантира нешто? Но не, Боже чувај. Тама работа. Дај Боже, не Боже чувај да. Не ме демантираа. Они се обидуваа да прават нешто. Еве да речам 2-3% ме демантирале, што е далеко од моите очекувања, морам да признам. 2-3% е помалце од инфлацијата, се извинувате, во Македонија. Но зошто го спомнувам ова јас тогаш кажав. Не сонува, бидејќи зашто го викаме премиерот вака колоквијално Мицкотакис. Значи Мицкотакис победи на избори екразантно, на фонот на тоа дека ќе го укинат Преспанскиот договор за тоа што не е добар за Грција. Седна на фотелја и извини вака сега, како да вика. Истата прича беше со Мицко. Значи тоа е несериозно. Еден политичар не се понаша така. Сега, ова е многу важно, затоа е подсетувањето многу важно. Јас тогаш кажав, не можете да не направите отстапка во уставот и да очекувате дека некој ќе ги ревидира француски предлог што готи да и така натаму, бидејќи конјунктурата е таа. Ако вие зборувате обратно, значи вие манипулирате гласачко тело. Значи тогаш го кажав, уште владата беше у формирање, бидејќи беше многу јасно. Сега, има луѓе, вака, ме прашуваат директно, дали си ти да се стават бугарите во устав или не? Дали е приказната со гаранции валидна, како услов или не? Ја и порано сум кажувал. И тогаш кажав на интервјуто, ако премиерот, тогаш in the making, како викам, ако се донесе суверена одлука дека ние не сакаме да го направиме таа отстапка, од вакви онакви причини и така натаму, во ред направете. Меѓутоа, немојте да ми раскажувате за формалниот процес на пристап до европски интеграции, до членство, бидејќи нема да се случи. Значи, толку е просто. И сега вие имате во општеството од време на време ставови кои што велат дека францускиот предлог е добар за Македонија. Затоа што ја дефинира и ја разрешува дискрепанцата меѓу тоа што се бугари и што се македонци. Во корист на македонците. Овие викаат не е вака, така, ово, она, не знам што. Јас мислам дека долго време во Македонија постои преголем акцент, значи пресилно акцентирање на тоа дека идентитетот е во опасност, дека јазикот е во опасност. Значи јас не мислам така. Значи ништо од сето тоа не е во опасност. Може Бугарија да тврди што сака. Може Грција да тврди што сака. Во таа смисла можеме и ние да тврдиме што сакаме за некои работи и така натаму. Македонскиот јазик, еве како пример. Тоа е историски факт од пред Македонија да биде независна држава. Значи луѓето странски научници се бавеле со тој јазик. Па една од книгите што ги преведував во дечкиот лингвист француски, исто тогаш пред 30 години, значи во книгата на 4-5 места зборува за македонскиот јазик. Ова е пред 30 години. Пред 45-та. Не пред 45-та, него Не, зборува за македонскиот јазик. Зборува за македонскиот јазик и тоа не зборува од аспект на дневна политика. Него он вика, научниот одговор према претензиите на Белград и Софија особено према македонскиот јазик се разрешуваат лесно. И он таму зборува за граматика, за ова, за она, за вакви, онакви. Сакам да речам,
Тоа јазикот не е тема, секој може да зборува што сака. Да. Тој јазик е жив од многу оддамна. Не може никој да го земе и ако тој се негува на соодветен начин, така и со другите аспекти на идентитетот. Мислам дека се работи за некаде одредена манипулација со преголемото акцентирање на тој дел за разрешување на политички спорови, затоа што никој нигде идентитетот нема да го однесе. Апсолутно. Ке помогнеш со ова агенција за преговарање? За преговори, како? Академија за преговарање. Агенција е полош збор, академија потака. Не, да. Академија за преговори. Така, значи, тоа е една многу стара идеја. Ние сме тенки со кој што сака нека збори, Преспанскиот го покажа тоа, или не сакаме да вклучиме луѓе, или ги немаме доволно опитни. Нам ни Може би требаат експерти странски требаше да вклучиме. па ние сме вклучувале странски експерти. Да Преспанскиот зборува дека не зборува, имаше податоци за тоа дека од грчка страна имаше над 80 професори. Еве вака еден друг пример да ви кажам, тоа ми е вака една водилка во тоа колку сме ние дефициентни во знаењето, значи и од младите генерации. Вие имате преговори кога преговарате за плата. Не само кога преговарате за преспа и така натаму. Не се такви големи Имате, стратешки еве, политички. например, нашиот фокус од кога почнавме активно да се бавиме со ова е преговори меѓу компании за превземање за и така натаму, значи за бизнис преговори и така. Нас не фали едукација на сите нивоа, и вклучително на политичко ниво. Затоа што преговорите не се прво како концепт не се сватени како ситуација до која што треба ние да дојдеме како вин-вин ситуација. Нас не е или луз-луз или овој победил, овој изгубил. Прво таа шашма сакаме да ја разбиеме, но ја разбиваме вака на почетокот низ сектори каде што преку ноќ се гледаат ефектите. Во главном позитивните ефекти за двете страни. Но примерот што сакам да ви го кажам, каде што стварно и на политичко ниво нас не недостасува знаење на таа тема, е, да речеме, рамковниот договор. Да ве подсетам дека предоминантното доживување на текстот, односно на стандардите кои што беа ставени во рамковниот договор, беа восприемани како експеримент, ова нигде го нема, ова со Македонија се прават епрувети, тарара, не знам што. Франкенштейн. Пред 80 години Липхарт и да не ги набројувам еден куп други научници, теоретичари и така натаму, зборувале за тие стандарди. Јас и уште од тогаш и ден денес ви гарантирам, во рамковниот договор нема ништо ново што не било претходно невидено. Конфликти се решавале на секаде низ планетава. Проблемите со power sharing, па дури и на етничка основа, се таков evergreen. Ништо ново кај нас не се случило. Само што требаше да се менаџираат локалните маки и локалните трауми. Од тој аспект. Можам да дебатирам што се гледаше цело време компромис, се гледаше цело време кој што изгубил, а не кој што добил. Така е. Тоа е главниот проблем на политичарите кои што имплицитно тоа така го едната страна ние победивме, другата страна ние изгубивме, па вие имате последните години посилната страна условно што дала, значи. Така. И тоа е проблем. Или се откажала од нешто. Тоа е значи тоа не се откажала, ако дадеш некому право, не се откажуваш од твоето. Не смееше тоа да биде така, ама тоа е сега друга тема. Странците помогнаа тука, странците беа доста. Не, дефинитивно, апсолутно да не беа странците, ние немаше да можеме. Но сакам да кажам дека последниве години вие за ремедирање, значи за лекување на таа траума дека ние сме изгубиле, ја користиме следнава синтагма. Ние не изгубивме против албанските терористи. Ние изгубивме против НАТО. Тој дискурс е превземен од Србија со бомбардирањето и така натаму, ама сакам да кажам, тоа не е вообичаено третирање на одредена траума. Да, тоа е третирање на траума. Политичарите пропуштија во тие некои години, во 2000-тите години, по решавањето на конфликтот, пропуштија шанса на населението во Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија, да им го дадат ownershipот, како се кажа, собствеништвото на тој договор како заеднички асет. Бидејќи тоа беше заеднички асет, бидејќи, знаете како, вие денеска ретко ќе најдете некој со кој што можете да дебатирате за, например, правата на албанците во рамките на СФР, особено во 80-тите години.
употребата на албанскиот јазик во собранието. И Каде така се- натаму, и така натаму. Да, и турскиот се И беше сега, официјален така е, во така е. парламентот. И сето тоа води кон оние фундаментални прашања кои ги спомнавме претходно, за кои што повторно тврдам отсуствува обстојна јавна дебата. Сега, албанците денеска викаат чекај. Вие што сте ни дале нас? Ние се залагавме за стечени права кои што некој дојде, значи вие имавте експоненти на политиките на Милошевиќ тука кои што ги укинаа тие права. И одеднашка, знаете како, вие имате некаква жртва тука. И сега нерешавањето на тоа прашање ви генерира проблеми на кои што сведочиме 35 години. Наместо сите да возат Мерцедес во оваа држава после 35 години, ние се враќаме на базичните прашања. Мислам дека е тоа една страшна хаварија и трагедија, трагичен исход на политичкото делување во Македонија овие 35 години. Помогнете им со ова Академија за преговори. Видите таму. Значи, може би дел комисијата, од- комисијата за историско образовни прашања може да помогнете или тие треба да си работат, тие нема да завршат работа никој. Не, тоа е манипулација. Од самиот старт се зборуваше дека таа комисија ќе работи независно, без политички интервенции. Ние гледавме дека од двете страни, од бугарската страна особено имаше политички интервенции од самиот премиер Нивен тогашен. Така да тоа не може да биде лишено од проблемот. Пак ќе кажам, сега стварно зборувам од аспект на струка без никаква политичка, не знам, афилијација или преференција. Проблемот е што процесот на преговори не се конципира околу еден светилник. Ние треба да го дефинираме заедничкиот репер околу кој ќе се движиме во преговорите. Ние сме вака во фронтовска борба. Затоа имаме такви проблеми во преговорите и затоа добиваме решенија кај што едниот победил, другиот изгубил, не знам што. Каде што ние правиме вакви онакви концесии, отстапки и така натаму, кои што на одреден дел од општеството не им се допаѓа, дека е тоа попуштање, дека тоа нема врска со ова. Добро, ама тоа е уместно можете и се да остава влезете. простор да се толкува различно од двете страни за да се чувствуваат како победници, за да можат да го одобровалат домашното јавно мислење. Преговарањето е сериозна дисциплина. Значи тоа не е пазар. Ние преговараме колку сега патлиџаните да ги платам. Зборовите се многу битни исто. Например, во историјата на намерите се најбитни пред окупација или робство е тежок збор, а исти како владение. Со бугарскиот случај е тоа администрирање. Ние не сме окупаторите на Македонија од тоа време, ние сме биле администратори. За луѓе кои што внимателно подготвуваат. Поробено било од османлиите ова. Сега пишува во време на Османлиската империја, Македонија или Бугарија. Во Бугарија дури пишува османлиското присуство во учебниците. Некои работи можат јазично да се средат. Некои работи а истото да значат. Не. Не смеат исто да значат. Ние како општество сме во дадени епохи ставени во ситуации да го одбираме сопственото восприемање или сваќање на одредени историски настани или процеси. Тоа е случај кај сите луѓе, народи, кај сите држави, тоа е неизбежно. Значи, тоа е неизбежно. Вие имате денеска едно шокантно однесување на Германија версус политиките што ги спроведува владата на државата Израел, кој што е денес кондиционирано од, делумно, веќе не целосно, кондиционирано од историската вина према Холокаустот. Да. Значи, секој народ во даден момент мора да се соочи со сопствените сваќања за некои работи и соодветно да гради иднина. Ние сгрешивме на почетокот затоа што со Бугарија не го дефиниравме преговарачкиот процес околу што треба да се врти. Не можете вие да оставите таму и сега кој е погласен таму, кој ќе удри на маса, кој поише пати ќе го спомне Гоце Делчев, неговиот аргумент превагнува. Тоа не се преговори. Тоа е импровизација. Значи, јас бев во една група, не само приказната со преговори што беше дел од мојот едукативен процес, ја на студии во Франција, меѓу другото, имавме конкретна ситуација во Могадишу, во Сомалија со киднапирање на наш колега и така натаму, каде што, како да речам, релативно неславно поминавме и таму да не се убацеше француската служба, ние ќе изгубевме човек таму.
Сакам да речам, вие не можете нигде да стасате дали преговарате за плата или преговарате во таква ситуација или работодавачите, да. Ако во старт не се договорите околу кој принцип ќе го терате процесот. Тоа е главниот проблем со преговорите во Бугарија. И сега они викаат, видите, у архивите ваму таму вака така. Вие немате светилник, немате компас. Завршуваме со ова. Околу човековите права. Со кој повеќе проблеми имал Месини? Со СДСМ, со ВМРО ДПМН, ДУИ, ВЛЕН, кои се подемократични или сите партии се исти? Ова е исклучително лесно прашање да се одговори, ама јас не сакам да го тоа сведам на таков лесен одговор, бидејќи со моите ангажмани и така натаму сакам да евентуално креирам некаква додадена вредност. Шокантното однесување, односно владење на претходниот состав на СДСМ резултираше да, бидејќи ВМРО претходно од позиција на опозиција не направи ништо за внатрешно да се реструктурира, од аспект на демократски процеси и така натаму, со собственото справување со криминалот внатре. Вие пазите какви изјави имате од Мицковски во пресметката со поранешната обвинителка на СЈО, Ленче Ристовска, кога тој на ниво на едно ад хоминем бламирање на одредена личност и на таа некоја институција која што постоела тогаш, ги става криминалите на тогашното ВМРО во една друга рамка и нејзината улога сега како жртва, а не како починител на кривични дела. И за тоа немате дебата. Сега, тој процес е предвидлив и логичен. Што вие да очекувате кога на еден исклучително подземен начин СДСМ донесе измени на кривичниот законник врз основа на одредби, врз основа на кои што одредби сите процеси застареа, сите криминалци се шетаат по улица и така натаму и така натаму. При тоа, во исто време постоеше комисија која што работеше, стручна комисија на измените на и вие имате изјава, можете да ја најдете, на членови на таа комисија кои што кажат ние немаме појма од тоа. Да, не знам каде беше. И ние не знаеме од кај ова изе. Тие што истражуваат знаат од кај излезе ваму таму, со тек на време секој виде со каква цел. И сега, како вие да направите градација, ова е само еден пример, има милион. Има аспект на трошење на буџетот. Чисти се. Значи, не сакам да го сведам на таква баналност, ама за жал податливо е да се сведе на таква баналност. Имате друг пример со дигањето на клоци, се извинувам на речников, така е во фолклорот се кажува, на СДСМ од собрание 2012 на 24.12. Јас тогаш јавно, тогаш бев многу присутен по медиуми и така дали, и тогаш кажав, буџетот кој се гласува Ставревски беше. Гласањето, така е. Но, тоа де факто насилство што се случи таму, затоа што овие ги газеа роковите за изгласување на буџетот. Начинот на кој што тоа се случи, за мене беше предвидлив. Бидејќи на тоа претходеше една цела серија од 2,5 години на институционално насилство кој што се случуваше постојано на политичко ниво, и јас бев многу лут на СДСМ тогаш, бидејќи мојот став беше дека дечки вие треба да го напуштите собранието, да не ги легитимирате одлуките што се донесуваат во собрание со кои што се заробува државата. Бидејќи се што беше криминално и недемократско се претвори во закон и стана законско. Ти понудиле нешто министер ова? Не, имало такви случаи секогаш. Ма не си член на партија? Не, немам никаква афилијација. СКМ на времето не? Како? Не. СКМ? Не. Тоа сите беа. Не. Ништо такво. Мене ме интересира благосостојбата на државата. Мене ме интересира, пак вулгарно да кажам, 2 милиони луѓе у Македонија мерцедеси да возат. Тоа ме интересира. Беше шанса изгубена или СЈО беше шанса која што прво СЈО беше резултат на еден болен процес и на еден консензус. За некои тоа беше неуставна категорија, не се согласувам со тоа, добро.
Но СЈО беше исклучителна шанса нешто да се направи за да се реверсира трендот кој што веќе фати еден пат од кој што немаше враќање. И самите си ја расипаат таа шанса или другите не сакаат да постојат? Повторно, значи два моменти има тука кои што се многу кратки и едноставни. Нашиот традиционален и трагичен проблем со човечки материјал и второ, уривањето на СЈО, се извинам, не беше инхерентно прашање на конструктивски, карактерни и вакви онакви особини на луѓето во СЈО. Мислам дека беше дел од една посериозна Заедничка операција. желба и на едната и на другата партија. На операција, на структури кои што тоа го изведоа исклучително професионално. Тоа што внатре структурите не издржаа. Да, повод за тоа. И нормално Беа влегоа во податливи за- аранжмани од кои што после немаше враќање. И сега, на ниво на тие некакви криминали или конструкции, како го ти да ги земете причини, вие да ја оспорувате самата суштина, самото raison d'être, како се вика, причина за постоење на СЈО, мислам дека не се фер. СЈО беше обид да се задоволи безкрајното тежнение на граѓаните во Република Македонија да се испорача правда. И заради тоа шарената револуција се разочара од Заев и И од сега, СДСМ. и тоа го кажува уште тогаш, дека веќе никогаш, барем не за 50 години најмалце, ентузијазмот кој што тогаш се создаде кај граѓаните на Република Македонија за промени и амбицијата нема да се повтори. Како што беше за време на шарена револуција. Таа надеж долго нема да се повтори. И нема да се повтори и заради една друга работа. Монструозноста на политичките партии во справувањето собствените видни активисти, кои што во даден момент не се однесувале онака како што тоа нивните финансиски вакви онакви конјунктурни потреби тоа го налагале, ќе резултира, и тоа исто јавно го имам кажано, да ве видам кој нареден ќе се бори за партијата кога вака ги... Еве, алудирам, има многу такви примери, можам да го спомнам без никаков проблем, пошто знам исклучително прецизно детали од внатре. Случајот со Лидија Димова. За случајот со Лидија Димова треба не докторат, треба книга, анализа да се... Заврши со ослободителна пресуда. Не, предметот е вратен у прв степен. Не. Меѓутоа, бидејќи јас многу прецизно го пратам од самиот старт тој случај. И цела од медиумската екзекуција, од правната екзекуција, од сите направи кај што вие се шокирате од ефикасноста на системот кога треба некого да екзекутира. Мај тапење, па магариња, не знам. Да, тоа беше една таква одлично прецизна, абразивна, за жал, операција каде што требаше да се екзекутира особа. Јас немам никаков личен бенефит од Лидија Димова, нити било каков интерес, нити било што. Настапувам како некој што знае детали и како некој што се бави со човекови права. Толку. И можам да дебатирам со кого сакате. Таа крвожедност во пресметката, значи да го убијам до онеспособување, низ моќта на правниот систем кој што го управувам, е виза за безнадежност на граѓаните во Република Македонија. И сега вие кога правите конференција 2 дена за демографските, не знам, тенденции во Македонија и така натаму, и ми кажувате децата, мртвите, статистиките, бебињата, не раѓаме ова, она, ја викам, чекайте. Владењето на правото нигде го нема муабити, бе. Немате вие никаква политика. Вие ќе направите нова стратегија сега. И порано имало стратегија. Ниедна стратегија не успеала. Зашто? Затоа што не тргате од коренот на проблемот. Која сигурност, безбедносна, медицинска, Зошто би се вратил? здравствена, економска, ја давате или ја гарантирате на граѓаните, таа е гарантирана на хартија, во пракса не е гарантирана, за да вие задржите некој човек. Па ние немаме PayPal у држава. Да, што збориме ние? Треба во Бугарија да реши. Зашто зборуваме ние? Така што, кога зборуваме за партиите и демократичноста ваму таму, не ни се пишува добро, затоа што јас не гледам капацитети внатре во партиите,
малце да се стават пред огледало и да кажат чекајте, што ние правиме? Ќе продолжат со Бидејќи- ВМРО или ќе има Да, некоја динамична сцена како у Бугарија, ќе се појави нов некој. Динамичноста ќе биде само театар. Само театар. Кога некој Не, нов субјект, таа трета опција фамозна. нов субјект у скоро време Ева нема да се Пасиев, има појави. шанси. Да, Левица на последните избори направи одреден забележителен резултат, меѓутоа јас во неколку наврати претходно кога се обидував да ја демистифицирам екразантната победа на ВМРО, нели се фалеа дека таква е победата, не знам каква. Епохална историска. Значи, многу е лесно со податоци од Државната изборна комисија, не одете повеќе, да ги демантирате. Објаснувањето е дека ВМРО толку екразантно победи само затоа што многу луѓе не гласаа за СДСМ. Бидејќи беа и исклучително разочарани и со право. И сега, вам ќе ви се појави една нова опција, тоа нема да се случи скоро, кога ќе покаже на дело некој дека се понаша како Спајдермен. Мене ми е тоа една символика многу показна. На што алудирам? Секогаш ги прашувам луѓето, викам, вие сте го гледале Спајдермен, тоа е за деца филм. Таму има една реченица, вика, со голема моќ доаѓа голема одговорност. Значи, вие сите доаѓате, моќта си ја зимате, одговорноста негде сте ја заборавиле. Тоа беше синтагма уште на времето со полиција кога работевме. Викам, дечки, вие носите пиштол. Не може секој полицаец да биде. Се изнервирал, го упуцал. Чекај, стани мало. Службено Ти имаш голема моќ и имаш голема одговорност. Ние сме работели во обратен правец, еве со ова да го заокружам и од аспект на политичките партии. Ние секогаш сме биле отворени да работиме со политички партии. Тренинзи да правиме обуки ваму таму за тоа што на вистина мислиме дека имаме што да им даеме, без разлика што не мислат дека се најпаметни. Но ние сме застапувале имплицитно или било како и полицајци во ситуации кога биле персекутирани затоа што практицирале свое законско право. Например, кога вели имаш право да одбиеш наредба од претпоставениот ако со извршувањето на наредбата правиш кривично дело. Тоа е една таква правна финеса која што во вакви абразивни системи и така натаму е прилично софистицирана. И таму многу може човек да види, некој кој што аналитички ги обсервира работите, докај се нивоата на демократичност во една институција или партија или било како. Се отмислени. Да ги повторам пак тие граѓански активисти. Доволно. Па, јас имам и една друга вулгарна, како да речам, синтагма која што ја користам и таа е многу интересна во пресметка со други кои што го употребуваат тој назив. Јас не знам дека сум расен, чистокрвен патриот. Па за етникумот името одма Така, се налепат ти за мене, например, ти не си македонец, ти... Затоа ми е мене многу екзотично и секогаш пожелно да дебатирам што сочинува, што прави еден, од што е направен еден патриот. Стадион, емисија за вашата вистина.